Пипа. Ова е моето братче Джордж. Ова е мама прасица. А ова е тато прасе. Прасинцето Пипа приказна за добра ноќ. Време е за спиење. Тато прасе им чита на Пепа и Джордж приказна за лека ноќ. И така, принцот, принцезата, пилето и жабата, сите живееа среќно до крајот на своите животи. Крај. Од приказната за лека ноќ, Пепа и Джордж потонаа во сон. Добра ноќ, мој мили прасенца. Джордж се разбуди. Диносаурус! Джордж, ти лошо прасенце. Време е за спиење. На Джордж не му се спие. Джордж, ноќта е за спиење, а не е за играње. Шт! Можам да ти раскажем приказна за добра ноќ. Еднаш многу одамна си било едно прасенце. Тоа се викало прасенцето Джордж. И заминало за да заработи богатство. Наскоро дошло до некоја шума. Дали ти се допаѓа приказната, Джордж? Во шумата имало една малечка кутичка. А во кутичката имало еден длабок сад со каша. Прасенцето Джорджи било многу гладно и затоа ја изело целата каша. Но само што ја изел кашата, влегло малечкото мече и рекло: "О, дали ти ја изеде мојата волшебна каша?" Джорджи одговорил: "Да." Малото мече рекло: "Тоа беше волшебна каша. Од неа ќе пораснеш многу голем." И тогаш Джорджи почнал да расте. Тој растеше и растеше и растеше, се додека стана повисок од сите дрвја во шумата. Крај. Дали ти се спие, Джордж? Не. Дури ни малку? Не. Во ред, ке ја продолжам приказната. Малото мече рекло: "Има една кутија со богатство на крајот од светот. Но тоа е премногу далеко за мене, затоа што сум многу малечко." На тоа Джорджи одговорил: "Јас ќе те одведам дотаму." И така прасенцето Джорджи отишол до крајот на светот. И тој одел, и одел, и одел, и одел, и одел. Дали ти се спие сега, Джордж? Не. Тој одел низ шумата, преку планините, преку мориња. Дали сега ти се спие? Не. И го пропешачил целиот пат до крајот на светот и нашол голема кутија со богатство. И голем змеј. Да, еден голем зелен змеј со мали крилца кој испуштал оган. За среќа, тоа било многу добар змеј. И тој рекол: "Ти можеш да го земеш богатството." Но тогаш прасенцето Джорджи почнало да се намалува. Тој се намалувал и се намалувал и се намалувал, се додека не станал истото мало прасенце Джорджи како што беше и претходно. "Како ли сега ќе се вратиме дома?" прашало малото меченце. "Можам да ве одведам дома. Јас летам," рекол змејот. Така прасенцето Джорджи и малото меченце се качија на грбот на змејот и летаа се додека не се вратија повторно дома во малата кутичка во шумата. И потоа, тоа е крајот. Джордж заспа. И Пепа заспа. Пепа, што правиш надвор од твојот кревет? Ноќта е за спиење, а не за играње. Добра ноќ, мој малечки прасенца, сладки соништа. Пепа и Джордж се во нивните мали креветчиња и спијат длабоко.